Лекарите секојдневно апелираат да се почитуваат препораките за заштита од топлотниот бран, особено хронично болните кои што примаат редовна терапија, избегнување на директна изложеност на сончевите зраци во нежешките часови, проветрување на просториите, внесување доволно количество вода и електролити се само дел од советите на здравствените власти. Повеќе на оваа тема од изјавата на доктор Дарко Карамфиловски. Советот повеќе би го насочил кон оние ризични групи, односно кај хронични пациенти кои што се покревки. Кај тие пациенти треба да остануваат во затворени климатизирани простории кои што не се климатизирани, да бидат со спуштени ролетни, колку што може почесто да се проветруваат, да има вентилатори или било какви направи кои што возможуваат разладување на просториите, што поголем внес на течности, исто така и електролити. Кај тие групи да се облекуваат што полесна облека, потенка, со посветли бои, да конзумираат што повеќе течности, кои што рековме, исто така и електролити. Потењето е зголемено, што на почетокот е добар знак. Исто така треба да се контролираат крвниот притисок, температурата и ако се тие параметри во ред, само да се внесува повеќе течности и вода. Исто така храната, да не го оптеретуваме дополнително организмот со потешка храна, како што знаеме, мастите, протеините малку потешко се варат, така храната е повеќе насочена кон јаглехидрати, како што се варен компир, ориз и таква храна која што многу побрзо сварлива и донесува до зголемување на енергијата во телото. Сами да си помогнеме, лицето треба при покачена температура од топлотен удар треба да биде соблечено, треба да биде покриено со влажни облоги, исто така што побрзо да биде сместено во климатизирана или барем подсенка.